Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Представници од Центарот за промоција на земјоделската соработка меѓу Кина и земјите од Источна Европа престојуваа во работна посета на Институтот за ориз во Кочани. На средбата, на која присуствуваа и представници од Министерството за земјоделство и градоначалникот Николчо Илиев, беше разговарано за можностите за искористување на кинеските искуства во оризопроизводството. Представници од Амбасадата на Народна република Кина, од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и од Институтот за ориз, одржаа средба за реализација на проектот преку платформата 16+1. Носител на проектот е Центарот за промоција на земјоделската соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа. Според Васил Гелев, директор на Центарот за земјоделска соработка со седиште во Софија, Македонија и научните работници од Институтот за ориз ќе имаат можност да спроведат проект за демонстративни опити на хибридни сорти ориз од Кина. Универзитетот во Пловдив веќе работи на тој план, па постои можност оттаму да се пренесат нивните искуства. Станува збор за сорти кои даваат 4 пати повеќе приноси од досегашните. Потребно е да се направат сериозни анализи за тоа дали можат ваквите хибридни кинески сорти да успеат и на кочанската почва. Представничката од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Лидија Чадиковска потенцираше дека како држава Македонија е заинтересирана за спроведување на ваков објект, бидејќи таа би била втора земја по Бугарија што е во рамки на платформата 16+1, а тоа е соработка меѓу Кина и земјите од Централна и Источна Европа, па би успеала да спроведе ваков значаен проект, бидејќи во науката и истражувањето многу малку се работело во минатиот период. Сега се јавува можност од кинеската страна и од страна на бугарските пријатели и колеги од Министерството за земјоделство на Бугарија и од Универзитетот во Пловдив, рече Чадиковска, да се пренесе нивното искуство за една нова технологија за одгледување хибридни сорти ориз. Преносот на знаење и искуство од релевантните институции од Народна република Кина на Институтот за ориз во Кочани за примена на технологијата на овој терен е само дел од можностите што се нудат со проектите на платформата 16+1. Според бугарскиот представник Гелев, проектите од ваков вид носат развој не само во земјоделството, туку и во селскиот туризам, а отвораат можност и за ангажирање нова работна сила. На состанокот присуствуваше и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев, кој побара од Министерството за земјоделство да се размислува и за кадровско зајакнување на Институтот за ориз во Кочани. Пред одржувањето на вториот круг од изборите, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН одржа предизборни собири во Зрновци и Облешево. На граѓаните им се обратија кандидатите за градоначалници на двете општини, како и претседателот на партијата Никола Груевски, кој побара подршка од гласачите. На неколку дена пред одржувањето на вториот круг од локалните избори на кои треба да се изберат градоначалници во општината Зрновци и Чешиново Облешево, се одржаа предизборните собири со граѓаните што ги организираше коалицијата на ВМРО-ДПМН. При тоа беше речено дека поддршката од гласачите за нивните кандидати е многу важна за да продолжи реализацијата на досегашните и да започнат нови проекти. На собирот во Зрновци, актуелниот градоначалник Блаже Станков, кој повторно ја бара довербата од граѓаните, рече дека за новиот 4-годишен мандат нуди обезбедување топол оброк за учениците, како и инфраструктурни проекти што главно се насочени кон водоснабдувањето на жителите од трите села. Реконструкција на секундарната водоводна мрежа во село Зрновци, односно изградба на сосема нова секундарна мрежа во должина од 7,5 км. Проектот за кој веќе имам изработена техничка документација предвидува поставување на водоводната инсталација на горна, средна и долна зона, со што би се овозможило избалансиран притисок и непрекинато снабдување со вода на граѓаните во село Зрновци. Изградба на уште еден резервоар за вода во село Зрновци со капацитет од 200 метри кубни, кој ќе се наоѓа на повисока кота од постоечкиот со цел да се обезбеди по природен пат непречено снабдување со вода на граѓаните од село Моровец. Изградба на бунари за вода преку дупчење на 3 бушотини во непосредна близина на повеќенаменското игралиште во Зрновци со цел обезбедување на чиста и здрава вода за пиење.
Изградба на за бунарна вода прикупување на една бушотина во село Видовиште, со цел да обезбедиме поголемо количество на вода за пиење, неопходно искористување на подземните води и нивно приклучување во постојните резервоари. Станков додаде дека има проекти за изградба на асфалтирани полски патишта, изградба на земјени вади за наводнување, реконструкција на домовите на културата во Видовиште и Мородвис и друга инфраструктура. Подршка за неговата кандидатура даде и председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој рече дека граѓаните биле под големи притисоци од централната власт, но оти целосната доверба треба да им дадат на луѓето кои покажале дека знаат и сакаат да работат. Не подлегнувајте на притисоците. Сакам да ве поттикнам да се спротивставите, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас гордо и достоинствено, со радост, знаејќи дека ние сме тука. Секогаш кога на Македонија е потребно, ВМРО-ДПМН е тука. Затоа што со вашиот глас одлучувате да поддржите општина која работи, која ќе спроведе многу проекти за вашето место на живење и градоначелник кој работи и се грижи за сите. Коалицијата на ВМРО-ДПМН одржа предизборни собири и со граѓаните на Чешиново Облешево, каде кандидатот за градоначалник Горанчо Зашов зборуваше за проектите со кои општината ќе продолжи да се развива и ќе добие нов лик. Граѓаните на општина Чешиново Облешево заслужуваат да живеат во модерна и убава општина. Сигурен сум дека имам доволно работно искуство и образование и поддршка од Советот на општина Чешиново Облешево од совниците на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Значи од вечер сакам да кажам и дека шестиот советник се нас, значи веќе го имаме Советот на општина Чешиново Облешево под наша контрола. Исто така очекувам поддршка од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и од председателот, бидејќи знаеме кои се подобри во донесување на инвестиции и фабрики во индустријските зони. Да ги заживееме индустријските зони во Облешево и во Чешиново и да отвориме некоја индустријска зона во друго населено место. Зашов додаде дека во својата програма предвидува во Спанчево да се изгради фотоволтаична електрана, да се уреди главната улица од влезот во Облешево до училиштето, да се доизгради водоводот во Облешево, Чифлик и Чешиново и други инфраструктурни зафати. Председателот на ВМРО-ДПМН Груевски, кој ми се обрати на граѓаните, истакна оти веруваат дека Зашов ќе ја добие нивната поддршка за да ги реализира ветените проекти. Човек кој што е стабилен, образован, сериозен, човек што го знае добро проблемот со оризот, работил во водостопанство, со водата, со оризот, од старо земјоделско семејство, човек кој што нема да ви изнемери, човек кој што добро го познавате и човек кој што ќе ја добие вашата поддршка во недела на 29 и ќе ја води општината во наредните 4 години. На собирот со граѓаните на општина Чешиново Облешево, Груевски додаде дека е уверен оти проектите што им ги нуди кандидатот за градоначалник од оваа партија се реални и остварливи, а нивната реализација во наредниот 4-годишен мандат на Зашов ќе покаже оти тој е вистинскиот избор за градоначалник. Обновена е подлогата на спортскиот терен во дворот на гимназијата Лјупчо Сантов, што повеќе години беше оштетена и не може да се користи. Локалната самоуправа, која е одговорна за одржување на игралиштето, за поставување нов слој од вештачка трева вложи близу 25.000 евра. Општина Кочани вложи околу 1.500.000 денари за да ја реконструира пластичната подлога на спортското игралиште во дворот на средното училиште Лјупчо Сантов. Со парите заменета е вештачката трева на теренот што се користи за мал фудбал и ракомет, а средствата се од буџетот на општина Кочани. Изведувач на работите беше фирмата Колибри Маријана од Скопје, која дала најповолна понуда на тендерската постапка за јавна набавка. Според информациите од секторот за уредување на градежното земјиште во општината, дотрената подлога е заменета со нова на површина од 924 метри квадратни, а според стандардите поставен е и кварцен песок и гума за заштита од повреди. Корисници на повеќенаменските игралишта се двете кочански училишта, а за хигиената се грижи комуналното јавно предпријатие Водовод. Од општината информираат дека прашањето на заштитата и одржливоста на овој спортски терен ќе се решава наскоро со усогласување на потребите на корисниците со општината.
Инаку, оштетувањата на подлогата на спортското игралиште кај гимназијата беа толку големи што го оневозможуваа нормалното спортување. За прв пат вештачката трева беше поставена во јуни 2009 година, за што од општината рекоа дека били инвестирани 20.000 евра. Освен вештачка трева, објектите добија и нова ограда, осветлување и трибини за публиката. Околината тогаш беше исчистена и уредена, а се изгради и бехатон патек и зелени парцели, како и канделабри со соларни панели. Во тој период имаше ветување од и терените ки им се изнајмуваат на спортските екипи, клубовите, друштвата и поединците за спортување по пристапни цени. Сепак, по оштетувањата, терените останаа заборавени се до денес. Спор помеѓу жители за одреден имот на дворно место имаат двајца соседи на улицата Ѓорче Петров во Белското мало во Кочани. Оштетените се жалат дека соседот сака да им го сруши постоечкиот бетонски ѕид, кој што го имаат веќе 35 години. Бараат одговор од надлежните во општината за решавање на проблемот. 35 години го користа дворот како што е обележан со бетонската ограда и сега кога соседот почна да гради куќа, сакаат да им го одземат просторот пред куќата и да им го срушат ѕидот. 4-членото семејство Алексови од Кочани кои што живеат на улицата Ѓорче Петров во Белското мало со реакција до надлежните во општината да не им го рушат ѕидот бидејќи ќе останат без двор, а како што велат тие си имале документ и имотен лист дека местото си е нивно и немаат право да им го одземат. Неколку пати веќе се обратиле и до надлежните во општината, но како што велат сите ја префрлале топката и ги опатувале на друго место и не сакале да го слушнат нивното искажување и проблем. Ние сакаме да не џидо стане доле, борчињата не ги сосекува, испарскаани ги, да не остане тоа и да ни дадат борчињата. И доле тоа пред врат, нема да ги слегне, 1,20 м. Џидо да не го бута, он сака џидо да ми го бута. Како ќе ми го бута он џидо? Него е направило он џидо. Немаше џамове од ке мене, зашо са тие џаме, зашо ме малтират? Шо сам ја? Они да бутат се и се. Оно не треба одобрение и да има, оно нема одобрение, а бут. Дворното место беше понатам. И они го земаа. И они не ми го дадоа на место, треба да го купиш. Јас сакаше да го купам тоа место, таму да си го проширеше двора за повеќе. Они не го дадоа. Ја одив неколку пати, молив се, па тераме да откупувам дворно место и сега не знаеме што да правиме. Единствена шанса, идејќи овај градоначалник. Ако овај градоначалник не ни помогне, ние мора да си тражиме чаре. Гледате и самата ситуацијата тука. Секој ден музики, песни, ора изиграват нешто. Мисля дека они се не можеме да излеземе од двор. Канал 8 ги консултираше и одговорните за ова во општината, од каде истакнаа дека кога нешто се гради се дава одобрение за градба и затоа оштетените луѓе во случајов треба да дојдат до општината со скица или имотен лист и да се провери дали соседот што гради има одобрение за градба за ограден ѕид и ако е издадено одобрение, тогаш се постапува согласно деталниот урбанистички план. Исто така, нивно е, велат од општината, да дојдат во општината и да се провери и нивниот имотен лист, па тогаш ќе им се даде образложение за проблемот. Клариса академија отворена во Кочани. Станува збор за академија за изучување на маникир и педикир преку која клиентите се стекнуваат со сертификат признаен во цела Европа и со кој ќе можат да си започнат свој бизнис. Освен академијата, Клариса Балкан дистрибуира се што е потребно од материјали и козметика за козметичките салони. Во присуство на голем број гости, синоќа беше отворена Клариса академија во Кочани. Станува збор за обука за стручна подготовка на оние кои првпат започнуваат со изработка на ногти, односно за оние кои што сакаат да научат маникир и педикир, но и за веќе искусните кои што сакаат да се усовршат во својата работа. Им се нуди широк избор на курсеви, обуки за акрил, гел, декорации, трајни тетоважи, депилации и слично, па се до доаѓање и до мастер диплома, што значи едукатор во Клариса. Освен академијата, Клариса Балкан дистрибуира се што е потребно од материјал и козметика за козметичките салони. Денеска сме овде на отварање на нашата нова академија.
Името на нашата нова академија е Клариса Академи, која спаѓа под Клариса Балкан, нашата фирма, која е веќе постоечка околу 7-8 месеци. Цел на нова академија е за нашите клиенти да ги обучиме и да им издадеме сертификат, кој со тој сертификат ќе биде признаен во цела Европа и ќе можат да си отворат своји салони, дали во Македонија или во Европа, одлуката е нивна. Исто така, со нашата академија им овозможуваме на нашите клиенти да се запознаат со сите нови едукации и обуки кои ќе ги имаме. Во обуки во нашата академија спаѓаат обука за гел база, обука за акрил, за декорација. Освен во склоп за ногти, ќе имаме обуки за тетоважа, за трајна тетоважа, за микроблединг, која е обука нова, јапонска метода, која вегите изгледаат природно откако ќе се истетовираат. Откако ќе се заврши обуката со нашата 3-месечна академија, нашите клиенти имаат можност да учат исто така и за мастер едукатор. Прво се почнува од најнискиот левел, но потоа со унапредување и со стекнување на нови знаења се достигнува и мастер диплома. Со мастер дипломата, тој што ќе ја земе мастер дипломата може да биде едукатор во Клариса. Под едукатор во Клариса се подразбира дека тој може да држи часови, да ги обучува сите нови девојчиња или машки без разлика, кој ќе има желбата да научи, слободно ќе може или во нашата академија, а пак за мастер едукатор ќе може и би требало да иде во Италија, бидејќи таму се новитетите на вистина само што излезени. Клариса Академијата треба да донесе познати техничари од различни области од целиот свет, кои што се научиле на висока професионалност и прецизност, а со Академијата ќе работат обучувачи кои се високи професионалци и стручни лица во таа област. Уреден по сите светски стандарди, прекрасен амбиент за уживање, квалитетна храна, нови специјалитети и одлична музика. На 27 октомври, петок, ќе биде отворен реновираниот ресторан Аква кај градскиот базен во Кочани. Во петок, 27 октомври, свечено ќе биде отворен реновираниот ресторан Аква во Кочани. Станува збор за елитен ресторан уреден по сите светски стандарди, кој што им беше на располагање на граѓаните и досега, но од петок во нов амбиентален простор, наменет за целосно уживање, реновиран и комплетно уреден, со нови специјалитети на храна, подготвени од врвните мајстори во кулинарството. Освен новиот амбиент и реновираниот простор, во ресторанот Аква се внесени и нови содржини за комплетно релаксирање на возрастните, а забава за децата. Станува збор за нова игротека со различни реквизити, кои што на возрастните нудат целосно уживање во храната, додека децата на сигурно си играат во игротеката со лица кои што се грижат за нив. Освен амбиентот и квалитетните специјалитети, ресторанот нуди и одлична забава со настап на познати музички групи од Македонија и соседните држави. Отворањето на реновираниот ресторан Аква е закажано за 27 октомври, петок. Со слаб одзив на крводарители помина редовната крводарителска акција што Општинската организација на Црвениот крст Кочани ја организираше во соработка со трансфузиологија од Штип. Собрани 15 единици крв. Крводарителска акција во последниот четврток од месецот организираше Општинската организација на Црвен крст Кочани во соработка со лекарите од трансфузиологија од Штип. Иако пазарен ден во Кочани, сепак одзивот беше слаб, информираат од организацијата. Црвен крест на Република Македонија, Општинска организација Кочани во соработка со Институтот за трансфузиорна медицина од Штип, денеска спроведуваат 16-тата крводарителска акција за оваа година, во согласност со годишниот план за организирање на крводарителски акции. Самата акција се одвива во просториите на Општинската организација и ова е редовна акција која се случува секој последен четврток во месецот. Акцијата започна во 8:30 и ќе трае до 15 часот. До сега собрани се 15 крвни единици и очекуваме самата акција да завршиме со 20 собрани крвни единици.
Би сакала да изразам голема благодарност на сите крводарители кои денеска зема учество во самата акција, дојдоа и дарува крв и со тоа помогнаа во спасување на човечки животи. За 2018 година Општинската организација на Црвен крст Кочани ќе посвети поголемо внимание на промоцијата и унапредувањето на крводарителството со цел придобивање поголем број млади крводарители, рече Коцева, и додаде дека следуваат и други крводарителски акции кои што ќе бидат спроведени со учениците во средните училишта. Следува информацијата од спортот. Во првите две кола од новото првенство во првата пинг-понгарска лига на Македонија, екипата на Кочани стартуваше со победа и пораз. Годинава надпреварите се одржуваат турнирски, а се играат во салата Форца во Скопје. Со победа и пораз стартуваа пинг-понгарите на Кочани во овогодишното првенство на првата пинг-понгарска лига на Македонија. За разлика од лани, заради намалување на трошоците за екипите и за поголема ефикасност во првенството, надпреварите се играат по турнирски систем во две кола. 8 клубови од првата лига ќе ги играат надпреварите во ист ден и на исто место со другите 8 екипи кои се членки на Суперлигата, а на стартот на првенството средбите се одиграа во салата Форца во Скопје. Според распоредот за есенскиот дел, нашиот клуб за противник во првото коло ја имаше скопската екипа на Дебар Маало и ја победи со резултат 4:2. Гостинската екипа од Кочани уште пред надпреворот со Скопјани беше фаворит и заслужено ги оправда очекувањата за освојување на бодовите. Во второто коло пак за противник таа го имаше тимот на Телеком Нец од Скопје, кој минатата сезона се надпреваруваше во Суперлигата. Подоброто искуство и подготвеност на домакините не им беше од голема помош и на крајот тие мораа да се задоволат со тесна победа од 4:3. Предходно Скопјани ја победија и Пошта 2, со што по првите две кола се на врвот на табелата. Вториот турнир од првенството ќе се игра викендов, во чии рамки се надпреварите од третото и четвртото коло. Средбите се играат повторно во салата Форца во Скопје, а нашите пинг-понгари за противници ќе ги имаат тимовите на Струга и Пошта 2. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.